Без малку 2 века стариот иконостас во најстарата Прилепска црква Свето Благовештение, кој под товарот на 200-летието и длабоко нагризен од црвојаднината која се заканува и да го урне, се уште чека на својата реставрација и конзервација. Критичната фаза во која одамна се наоѓа овој иконостас, кој патем е и најголем во Македонија и трет по својата непроценлива историско-културна вредност, постои иконостасите во Бигорскиот манастир и во Скопската црква Свети Спас, според надлежните од Прилепското архиерејско наместништво, веќе представува сериозна опасност и за верниците кои редовно и масовно го посетуваат овој црковен храм, кој пак е и дел од националното културно наследство на земјава. Според архиерејскиот намесник, отец Блаже Станковски, тие, како црковни власти, со години доставувале барања до Министерството за култура, односно до Прилепскиот музеј, за иконостасот час поскоро да биде конзервиран, бидејќи носечките столбови што го крепеле ова монументално дело биле во катастрофална состојба, па не бил далеку и денот кога иконостасот со оваа висина и тежина можел ненадејно и да падне. Меѓутоа и покрај ваквата алармантна состојба, Министерството за култура и оваа година не додели средства за конзервација на иконостасот. Но од Националната установа Завод и музејот Прилеп уверуваат дека тие, како институција под чии ингеренција е заштитата на црквата, успеале да издействуваат околу 200.000 денари, кои биле доволни за да ја започнат првата фаза, односно подготовката на проектната документација, а додека на самата конзервација ќе требало да се почека, при тоа не прецизирајќи до кога, бидејќи тоа било долготраен процес. Важното е обезбедено, средствата се обезбедени, тимот е формиран, до нова година, околу нова година ние проектот ќе биде финализиран и ќе работиме комплетна конзервација на иконостасот и на дрвениот дел и на иконописот. Некаде околу 200.000 денари за истражувачките работи. Значи, јас сега точно не можам да ви кажам во пријавата колку е за наредна година, пошто тој ќе оди во фази, не можеме ние за една година да ја завршиме комплетно конзервацијата. Инаку слични, ако не и исти вакви ветувања од страна на надлежните, беа дадени и пред великденските празници, кога конзервацијата на иконостасот стана дури и мегдан за политичко препукување меѓу локалните власти и опозицијата. По 5 месеци од тогаш, некое конкретно придвижување се уште нема, барем за сега. Иконостасот во Прилепската црква Свето Благовештение е ремек дело на зографот Петре Гарката и е направен кога е изградена и црквата пред 180 години, која во Прилеп е и најстара црква, заради што меѓу прилепчани е попозната и како Стара црква.